почитуван колега, зошто треба да има ТИРС и ТЕТ, овој гостивар и Мавро Ростуш, економист, нели? Равномерен економски развој. Заради тоа. Сигурно ќе ме сватите, пошто сте од економијата. Кога зборувате синдикат, се надевам дека и во фирмите кај вашиот председател има синдикат, па сигурно ќе се избора да земаа повисока плата. Накратко, сакам да кажам зошто и колешката Дафина и колешката Ане Лашковска ги поддржувам за ТИРЗовите. Треба да се изгради ТИРС зона во Гостивар, затоа што Лиар е позитивен пример. Сакам на колешката да ја кажам тука, значи тоа е факт, не е фикција. 1300 вработени до сега, директни вработувања, и преку 200 до 300 вработени, значи кои што нели оние сервисни услуги, услужни дејности, превоз, се тоа луѓе кои што земаат плата. Дали даваат ниски плати? Сакам само да ви укажам на еден сегмент кој што е реалност, кој што се случува во Тетово, верувам во Гостивар. Откако се отвори Лиар, платите таму беа повисоки за разлика од другите текстилни компании. Почна и тие да ги подигаат платите за да ги задржат најдобрите вработени. Значи тоа е факт и реално што се случува. Ако пред тоа во текстилот плата па не до многу одамна беше 4000, 5000 денари, се додека не се донесе оној закон за минимална плата во време на ВМРО. Сега е плата од 11, 12, 13.000 денари нагоре, значи почетна плата. На третиот, на шестиот месец се прави ревизија и им ги зголемуваат платите. Исто така беше напоменато дека не им се дава, не се плаќа ноќниот труд, сабота, недела, све се плаќа. Може да проверите и да прашате. Сабота е плюс 30%, навечер е плюс 50 или 100% сабота, недела, без разлика кога работаат. Значи, и сакам и на вас да ви укажам. Од аспект на тоа дека дојде живот, во Тетово, да, почнавте да бркате од секаде, значи дојде и диктатурата. Ако сакате, може да ме прашате и со име и со презиме, ќе ви кажам денеска, кај сте дали отказни решенија. Вие, ако мислите дека така дошол животот, грешите и многу брзо, тоа многу негативно ќе ви се одрази. Исто така, заборавивте дека 200.000 работници останаа без работа во времето на СДСМ за време на транзицијата. 95% од фабриките се тогаш затворени. Не само во Тетово, Гостиварско, во цела Македонија. Цело време зборувате за криминали, колку пари се потрошили ова, колку пари се потрошија кога ги зема вашите функционери за време на ембаргото, провизиите, од 96 година па натаму кога беа санкциите кон Југославија. Па цела Македонија можеше да биде со автопати, со училишта, со факултети и со се. Ама тоа се мислите дека луѓето го забораваат и ќе ви поверуваат дека се тоа ќе биде така розево. Да, дојде живот за вас, дојде диктатура за сите ваши неистомисленици. Не е тоа начин со кој што ќе намалите невработеноста. Дали треба да се поддржат и домашните фирми, треба да се поддржат. Дали треба да ги избркате странците, или вака јавно цело време против нив да зборувате, праќате еден многу лош сигнал. Може би и тие што решиле да инвестираат во Македонија ќе избегаат. Треба што повеќе фирми, што поголема побарувачка на работна рака, тоа го знаете како економист, така ќе расте и платата. Затоа што за да добиеш квалитетен работник треба да понудиш повисоки примања. А не цело време да се збори дека тоа било штетно, дека странците имале не знам какви бенефици. Сметајте дека и тие следат што се случува тука од оваа говорница. Затоа што инвестирале големи пари тука. И сметам дека не треба да ги бркаме тие кои што работат за фирми како што се Toyota, како што е Jaguar и многу други фирми кои што работат за Mercedes, за BMW, автобусите што се произведуваат. Во Тетово сега ќе се отвори втора фабрика за производство на автобуски седишта. Се е тоа позитивен пример. Поддржите ги и домашните, но не ги бркајте странските инвеститори. Колку за да знаете, пошто во ТИРС зоните имало само кучиња, има еден пожар во поречието, македонски брод, еве може да видите слики, 5 дена не можете да го изгасите,
ќе изгорат и селата и тие малку жители што ќе се иселат од таму. Пожар у Струга не можете да го изгасите со не знам со плюс 5 министри, пожар на депонијата у Тетово и тоа не можете да го изгасите, не можете еден пожар да изгасите, а не за економска состојба зборите. Благодарам.